Почитувани новинари, почитувани граѓани. СДСМ, заедно со граѓаните, продолжува со заложбата за неселективна правда и правна држава. Основата за тоа е поставена од мнозинството пратеници преку изгласаниот Закон за јавно обвинителство. Законот гарантира независно и професионално јавно обвинителство, но и одговорност и казнивост за сите што прекршиле закон. Тоа е една од основите за напредок на државата кон Европската Унија. Граѓаните преку Маршот за правда уште еднаш им порачаа на правосудните органи дека тие се на потек да обезбедат правната држава и да ги завршат сите започнати судски постапки. Ние како владеачко мнозинство им овозможивме независно функционирање и услови за објективно и професионално постапување. Огромното мнозинство во парламентот постигна историска победа врз криминалните структури на ВМРО-ДПМН. Нема амнестија за партискиот криминал и нема спас за Никола Груевски. Не успеа намерата на ВМРО-ДПМН да ја загрози правдата и европската иднина на државата. ВМРО-ДПМН и извршителот Мицковски остана изолирани во заштитата на криминалот и сами во дејствувањето против Европската Унија и НАТО. Граѓаните со право се незадоволни од состојбата во судството, исто како и ние во СДСМ, што сме незадоволни од испорачаното во делот на правдата. Ние како политичка партија го завршивме нашиот дел од задачата. Го донесовме Законот за јавно обвинителство, Законот за Совет на јавни обвинители, Законот за судови и сега е време правосудните органи да ја воспостават правдата. Со законските решенија му овозможуваме на обвинителскиот систем да работи ослободен од било какви политички влијанија. Затоа тие се сега на ред да ја превземат одговорноста. Остануваме доследни на тоа дека со Законот за јавно обвинителство и со другите закони се гарантира судски епилог на сите започнати судски предмети, но и случаи отворени од специјалното јавно обвинителство кои ќе се водат врз основа на фер и транспарентна постапка. За ова законско решение застана и нашите партнери од Соединетите Американски држави и Европската Унија и ние сме им благодарни за тоа што го препознаа напредокот на државата и што деновиве јавно ни одаваат признание за сработеното со нагласување на неопходноста на добивање датум за преговори со Европската Унија. СДСМ, согласно стратешките определби за независно судство и демократско владење, нема да дозволи кој било, а најмалку Мицковски, да си поигрува со европската иднина. Ние тргнавме по правиот пат кон независно судство и кон Европа и нема враќање назад. Благодарам. Опозицијата вела дека со новиот закон за јавното обвинителство ќе има прикриена амнестија, односно доказите, односно бомбите нема да важат за оние предмети што се по 30 јуни 2017 година. И ќе поведат постапка за оценување на уставноста за Законот за јавно обвинителство. Како вие го коментирате ова? Апсолутно, таа реторика е веќе година дена. Значи, цело време, додека траја разговорите околу Законот за јавно обвинителство, основното нешто што го говореа, зашто се против тој закон е дека наводно ќе имало амнестија за криминалите. Апсолутно не е точно дека ќе има амнестија, напротив, со овој закон и со она што е во преодните и завршни одредби, всушност се осигура живеењето на предметите кои што се започнати од специјалното јавно обвинителство низ систем на јавното обвинителство. Не е точно дека ќе има амнестија. Амнестија нема ниту за започнатите предмети, ниту за било кои други предмети кои ќе бидат започнати
од страна на обвинителството, односно од страна на обвинителството за гонење на организиран криминал и висока корупција. И тоа апсолутно мислам дека веќе стана јасно дека не е точно, а што се однесува до уставноста на самиот закон, имаат право апсолутно, ако сакаат да поднесат иницијатива за оценување на уставноста, нека ја поднесат. Ние, мислам, ниту можеме тоа да го спречиме, ниту сакаме да го спречиме. Тоа има право да го поднесе секој. Благодарам.